Гостин во вестите на ТВ канал ВИС Драги Пелтечки, директор на Euromax Resources, концесионерот која доби дозволата за ископ на местноста Иловица. Директоре, докаде сте подготовките за изградба на рудникот? Така, значи, подготовките се во тек. За наредната година се уште се планира да се изврши уште една кампања со истражно дупчење. Тоа е потребно за да се зголеми довербата во веќе утврдените резерви на минерална суровина. Исто така планирани се веќе и, така да ги кажем, поголеми зафати од типот на хидрогеолошки дупчења, геотехнички дупчења, за да се утврди, например, со хидрогеолошките дупчења ќе се утврдат достапните количини на вода за потребите на рудникот, ќе се утврди, да кажеме, текот на подземните води, на површинските води. На тој начин ние ќе можеме да планираме заштита на тие води, на тие подземни текови. Во тек е, значи, планирање на можните траси за пристапен пат до рудникот. Во моментот се проведуваат, да кажеме, разгледување на повеќе опции. Пред некој ден ни излезе и прелиминарната економска анализа, која што беше подготвена од консултантска куќа од Англија, и со таа прелиминарна економска анализа е потврдено дека Иловица како проект располага со потенцијал за економски исплатливо ископување на руди, на бакар и злато на тој локалитет. Што се ќе биде изградено на локалитетот Иловица? Значи, како објекти, таму ќе постојат самиот површински коп Иловица, потоа комплексот на фабрики за подготовка на минералните суровини, тргнувајќи од комплекс за дробење, мелење и флотација на рудата. Ќе биде изградена депонија за вонбилансни категории на руда, да ги кажем, или за јаловина, како што ја викаме ние, и хидројаловиште каде што ќе се депонира отпадниот материјал од преработката на рудата. Како се движат роковите за почеток на производството во рудникот? Значи, планирано е изградбата на објектите да почне некаде во средината на 2015 година и потоа, во зависност од динамиката на изградбата, се очекува средина на 2016 или почеток на 2017 да започне експлоатацијата на руда. Најавен како најголем рудник во југоисточна Европа, колку локалното население ќе има директен бенефит преку вработувањата кои што ги планирате? Значи, политиката на компанијата е најголем дел од вработувањата кои што ќе бидат потребни за рудникот да ги задоволи од локални потреби. Значи, еве да кажем, некои 90% од сите вработени што ќе бидат во таа компанија ќе бидат од локалното население. Во смисла на кадар кој што ќе биде потребен, во најголем дел од инженерскиот кадар ќе ни требаат рударски и геолошки инженери, машински инженери, електроинженери, хемиски инженери, а од високо квалификуваните кадри тука би ги набројал градежни техничари, монтери, заварувачи, исто хемичари ќе ни требаат сигурно. Колку пари чини целата инвестиција? Целата инвестиција ќе чини некаде околу 500 милиони долари. Господин Пелтечки, ви благодарам за интервјуто за вестите на ТВ канал ВИС.